Целосното запознавање и истражување на историското минато и националното богатство е невозможно без соработка со архивот. Гледано од тој аспект, при собирањето, заштитата и обработката на архивските материјали, особено последниве години, добива се поголемо значење. Активноста на архивот и заштитата на архивската граѓа преку микрофилмирање и конзервација и реставрација придонесе во голема мера да се сочува нашето национално богатство и да се употреби како предмет на научни испитувања. Уште со формирањето на архивот на Македонија пред 25 години, пред оваа единствена организација во Републиката, беа поставени сложени задачи што требаше да ги решава. Во основата, тие задачи и лежат во функцијата и неговата улога. А пред се, да го присобере остатокот од огромното национално богатство на историска документација, да го прибери во своите трезори, да го обработи, да го заштити и да го презентира на нашата општествена јавност, науката, просветата и културата. Покрај ова основна задача, Архивот на Македонија имаше за задаток да организира заштитата на целата територија на Народна република Македонија тогаш, а денеска на Социјалистичка република Македонија. Архивот на Македонија сметаше дека тоа најдобро ќе може да стане ако се формира историски архиви на целата територија на Македонија, да ја покриваме целата територија и на тој начин да обезбедиме како заштита на националното богатство што било создавано во миналите векови, така и на она што се создава во Социјалистичка република Македонија како резултат на делувањето на сите структури на организираниот државен живот. На кое работно место работите? Јас сум шеф на лабораторијата за микрофилмување при Архивот на Македонија. Кажете нешто по-конкретно за заштита на архивските материјали по пат на микрофилмирање. Видите, Архивот на Македонија од 55 година, сознавајќи условите и развојот уопште во светов во областа на архивистика, се вклучи во таа интенција за развој на архивската граѓа, архивската документација преку микрофилм. Микрофилмот има посебна цел и тенденција во архивите, а тоа е што тој покрај онаа основна заштита што ја вршиме преку микрофилмот, ни ствара услови да вршиме размена преку микрофилмот, да створиме услови за истражување преку микрофилмот, со тоа од една страна се заштитуваат документите да ги секој барата со раце и така, а од друга страна пак се заштитува у основи да оригиналната граѓа биде во депо складирана и користена по најсовремени услови и депонирана. Ние со поупорна работа, со квалификована работа, остваруваме прилично добри резултати, квалитетот ни е на висина, така што сме уклопени во оваа општиот стандард на микрофилмската дејност дури во светски размери. Ние, уствари, ова е документацијата што ја гледате овдека. Тоа е од нашите фондови кои се навоѓаат во депото. И перманентно се врши тоа снимање, потоа се тој материјал дублира во 2 копии и, како што реков преска, служи за користење на истражувачи и за размена на микрофилм со микрофилм за граѓа која се наоѓа евентуално и од интерес на нашата република во другите земји во Европа, во Америка или каде да е. Така што користа на микрофилмот е и те како голема.
Ние у суштина преку овој микрофилмување, од друга страна, бидејќи имаме во депото прилично добро ситуирано депо за одржавање на овие филмови, и од друга страна, кога знаеме дека филмот има услови да се дублира, да се репродуцира, ни дава могуćност, речимо, после 10, 20 или 50 години, па и 100 години, да извршиме повторна репродукција и то со мали пари, да добиеме пак микрофилм кој ќе биде способен да издржи наредните можеби 50 или 100 години. Во архивот на Македонија, покрај здравите, се чуваат и голем број оштетени документи. Тие документи, да би можеле да бидат користени од научните соработници и воопшто од научниците, потребно е да се доведат во здрава состојба. Тој начин на доведување во здрава состојба се врши во лабораторијата за конзервација при Архивот на Македонија, која што представува единствена комплетирана лабораторија од таков вид во нашата република. Со идењето на оштетените документи во лабораторијата, на прво место се врши утврдување на оштетеноста на тие документи. Према тоа, како вид оштетеност се појавува кај документот, такви мерки и се превземаат. Пред се на документот потребно е да се изврши дезинфекција. Потоа, према потреба, со лабораториски испитувања во нашата лабораторија, се утврдува дали е потребно на документот да се изврши неутрализација. Потоа се пристапува кон реставрација на самиот документ, со што му се дава првобитниот облик кој што го имал документот пред да стане оштетена хартија. Да би дошло до ламинација на документите, потребно е да се направат така наречени сендвичи. Оштетениот документ, во колку има празнини, се пополнува со делови од јапонска хартија. Потоа се обложува со фолија од полиетилен и со јапонска хартија. Документите се ламинираат во апаратот на одредена температура и одреден притисок. Со тоа процесот се завршува, документите се готови и спремни се за да се дадат на користење на научните соработници. Материјалот кога доаѓа при нашето оделение за средување, во главном го донесуваат несреден. До сега беа такви приликите. И нашето оделение имаше задача, има и сега има задача да го тој среди и доведе во состојба да можат да го користат научниците, историчарите и научниците од другите области. Материјалот се средува прво по години, по внатрешни организациони единици, по броеви, хронолошки, значи се изнаоѓаат сите возможни средства за да се доведе до некој ред за полесно ползување на јавноста. Архивот на Македонија има голема соработка со сите архиви во Југославија, републичките и савезните. Секако на преден план стои соработката и го огромните резултати што ги имаме постигнато со архивите на Социјалистичка република Србија, со архивите на Босна и Херцеговина и посебно со архивот на АП Војводина. На овој план ние дури имаме составен и протокол, подпишано протокол за соработка Архивот на Македонија, Архивската служба на Македонија, архивите на Србија и архивите на АП Војводина. Главно ова соработка се одвива на планот на размена на искуства, размена на публикации, размена на информации, размена на податоци за архивската граѓа. Редовно ката година одржуваме меѓурепублички заеднички советувања на кои ги изнесуваме заеднички проблемите кои представува заеднички интерес и предмет на обработка и решавање. Една година тие советувања ги одржуваме во Македонија, друг пат ги одржуваме во АП Војводина, а трет пат во Социјалистичка република Србија. Кога говориме за ова размена на соработка, на искуства и така натаки, веднаш да напоменам дека размената и соработката со институциите во Социјалистичка република Македонија е изморено голема. Од проста причина што современата администрација, а таа се создава во работните организации,
представува најголема фабрикација на документација. И кога е така, ние низ една соработка ги отстваруваме сите патишта, облици, форми и содржини на работа и контактирање со работните организации и во текот на работењето врз база на нормативни акти, што ние веќе сме ги донесле и стручната помош која катадневно му ја даваме на работните организации преку нашата надворешна служба, го остваруваме издвојувањето на она што представува интерес на нацијата како историска документација да биде сочувана со издвојување на тоа највредно богатство од она што представува регистратурски материјал и за нас не представува интерес. Архивот содржи многу значајна граѓа од историјата на македонскиот народ. Во колкава мера ова национално богатство е користено за научни цели и дали е пристапено кон едно посистемно, поорганизирано издавање и публикување на овој архивски материјал? Во ова депо се навоѓат над 7 милиони документи од прворазредно значење за историјата на македонскиот народ. Неговата намена е да служи на општеството, на науката и културата и воопшто на општествено-политичките потреби на нацијата. За да може да ги задоволи овие потреби, целата таа граѓа е обработена во сите незини облици, опремена со целокупниот научен апарат и му стои на располагање како на науката, така и на општеството воопште. Со оглед на тоа, дека оваа документација е пишувана на многу странски јазици, а нашите научни и општествени работници сите тие јазици нити ги знаат, нити можат да ги знаат, Архивот на Македонија пристапи уште во 63-та година на систематско и организирано публикување на македонски јазик на ова национално богатство. Од тога и до денеска на овај план се отпечатени околу 15 томови прворазредна архивска граѓа, меѓу кои значајно место завземаат изданијата од едицијата Турски документи за историјата на македонскиот народ, од која едиција се отпечатени 7 томови, а 8-миот е во припрема за печат. Потака едицијата Дипломатски документи за историјата на македонскиот народ, и тоа дипломатски англиски документи, француски, австријски, германски, а во овие денови пристапуваме на публикување дипломатски документи за историјата на Србија. Покрај овие изданија, Архивот на Македонија издава и поединачни, како што е Британска библиографија за историјата на Македонија, ставот на Велика Британија на Париската мировна конференција по македонското прашање, за самобитноста на македонците од Карл Хрон и други. Овие денови излезе од печат едно од најважните изданија на Македонија. Во нашата научна јавност се чувствува особено голема потреба за презентирање на изворите за најстарата историја на Македонија, за да се види дека овај народ на оваа ветрометина не се навоѓа од вчера, туку повеќе од 1000 години. Тоа е едицијата Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, која ќе излегува во редица, замислена е како зборници. Првата книга излезе, втората сега ќе се даде во печат, а може би ќе има и преку 20-25 вакви томови. Ова ќе биде едно од најголемите зафати на планот на публикувањето и верувам дека ќе обезбеди едно перманентно, многу квалитетно и на достоен начин наше презентирање во светската јавност. Годинава се навршуваат 25 години од постоењето на Архивот на Македонија, кој 1951 година беше формиран со цел да се заштити архивската граѓа како многу вредно национално богатство. Изминаа 25 години плодна работа, која успеа да ја оживи нашата светла традиција и да ја вклучи во севкупниот културен растеж на општо националните рамки.